Прва пресуда од Страсбур за 27 април. Европскиот суд за човекови права пресуди дека на Елена Доцевска-Божиновска, актуелна советничка на ВМРО ДПМН во општина Куманово, поранешен собраниски службеник, пресуди дека и биле прекршени правата при постапката за одредување притвор во врска со собраниските случувања од 2017. Во пресудата се наведени бројни повреди и прекрашувања во текот на целата постапка за настанот од 27 април. Во судот во Страсбур, Доцевска-Божиновска се жалеше дека македонскиот суд и обвинителството ги одолговлекувале незините жалби за притвор. По 5 години, Страсбур пресуди во незина корист. Во втората фаза, веќе 11 година, 2022 година, добив предлог од судот да се споговам со владата на Република Македонија за да ми се плати известна одштета за претрпеното, меѓутоа без размислување го одбив тој предлог. Тоа што мене ми значи напишаното во самата пресуда, каде што стои, значи има многу детали, меѓутоа тоа што е најважно стои дека Република Македонија го има прекршено член 5 став 4 од Европската конвенција за заштита на човековите права по повеќе основи при незаконско одредување на притвор, при негово приначување, негово продолжување, бројни повреди и прекршување во текот на целата постапка за кои што бевме сведоци. Имаше значи зверски притвори, уште полоши и по зверски околности беа на самиот процес монтиран, политички, драконски казни. Доцевска-Божиновска беше една од 33-цата обвинети за случувањата во собранието на 27 април. Очекува дека правдата ќе биде задоволена и за останатите осудени. Јас ова битка ја добив, многу ми е драго што е прва добиена битка, затоа што е многу значена за текот на битките што дополнително и допрва ќе бидат водени. Искрено верувам дека ќе следат и други вакви пресуди за другите обвинети и осудени и продолжуваме до конечна победа и конечно ослободување на неправедно притворените уставобранители. Судот од Страсбур во пресудата од 9 мај вели дека во нејзиниот случај е прекршена Европската конвенција за човекови права. Ја задолжува државата во рок од 3 месеци да исплати одштета од 750 евра плюс 850 евра за судски трошоци, но за неа парите не се важни. Важна е правдата. Доцевска-Божиновска беше вработена во кабинетот на поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски. Таа беше притворена на 30 ноември 2017 со одлука на 3-член совет од Кривичниот суд, по жалба на обвинителството, откако таа претходно беше во куќен притвор.